И обрекот на денот, кој што добро го најавивме, а и така треба и заслужува, заради тоа што ова едно малку поинакво издание, односно еден поинаков рецепт кој што ќе го представиме, во кој што меѓу другото малку поедукативно ќе делуваме во однос на микробилките, за сите оние кои што се заинтересирани, начинот на производство, што значат микробилки, кои се, па како и може да се вметнат во рецептите кои што понекогаш знаеме да си ги подготвиме, а ако сме заинтересирани за одгледување, треба да имаме услови. Ако сакаме да ги имаме тие микробилки, а немаме услови, веројатно ќе треба да знаеме и како да ги набавиме. Ова и многу други информации ќе слушнеме во продолжение од мојата денешна гостинка, која што утрово ни пристигна од Охрид, а тоа е Сања Бачевски, инаку србинка, но мажена во Македонија. Така, Сања, добро утро, добро ни дојдовте. Добро утро. Подобро ве најдов. Мило ми е, ќе се обидеме, нели ти се уште не го зборуваш баш најчесто македонскиот јазик, но разбирливо сосема и мислам дека ќе нема пречки во нашата денешна комуникација. Мило ми е што денеска можеме да го представиме ова кое го работиш, ќе ни кажеш и колку време и нели начинот на кој што го работиш и нешто што за може би на оваа тема за микробилки па и не е доволно познато. И јадливото свеќе ќе го споменеме, ми рече дека и со тоа се занимаваш. Па ајде од каде би почнале, може би во завременскиот период и за самата иницијатива, па и почетокот за одгледување на микробилки. Да, па јас почнав уствари крај 2019, почеток на 2020, пошто сум агроном по струка. Инаку во Србија имам работено по струка, имам искуство 20 години, ама кога дојдов овде во Охрид, урбана средина, немам можност да произведувам ништо. И се сети уствари за микробилки, дека не им е потребно простор голем, не им е потребна нива или нешто, него во заштитен простор се произведуваат под лампи, на полици, така да почнав да истражувам уствари за микробилки. И ми требаше можда една година, пошто кај нас уствари нема литература за микробилки, нити за производство, нити за било шта. И требаше една година да истражам, да испробам, да експериментирам, да најдем уствари одговарјачи супстрат и све што е потребно уствари. Опрема нормално, овде ми немаме опрему баш специализирано за микробилки, него е, да кажем, тоа нека импровизација, ама успевам да добиам резултат. Тоа што е крајниот ефект се добива. Се добива, така е, да. Да кажеме дека си агроном, значи дека го имаш всушност и образованието за да можеш тоа да го да го практикуваш и да го правиш. А ќе почнеме и со рецептот, ајде наизменично ќе кажеме што денеска ќе подготвуваме, која микробилка ја имаме, односно каква комбинација ќе направиме. Рековме намаз ќе биде тоа. И во текот на правењето, во интереси на времето, ќе ги споделиме сите други работи кои што не интересираат. Да. Па денес решив да подготвам усари песто од микробилки. Нешто што, да кажем, не е стандардно, обично се прави со босилак. Да. Ама во овој случај јас ќе го подготвам со микро дајкон ротквица или јапонска ротквица. Таа има интензивен вкус, луткаста е, крцкава, има некоја свежина. Доста е богата со влакна, така да е добра за наш дигестивен тракт. Ствара осеќај ситост исто, така да уствари ако држите диета или нешто, треба да ја конзумираме повеќе. Има многу антиоксиданси, има хлорофил нормално, кој е јак антиоксиданс кој што знаме, значи добро е за имунитет, антиканцерогена уствари. Така да микробилки генерално се концентрирани со нутриенти, значи многу повеќе него истите тие билки кога се зрели, да кажем, кога ги конзумираме во зрел фаза на развој. Да. Тоа имаме и во комбинација со имаме пармезан, печен лешник, маслиново масло и ова е некој лажни кавијар, да кажем, од ачето балзамико, кој накнадно кога ги сервираме ќе искористиме нормално лимун и бели лук. Да. Тоест лук. Одлично. Еве сега ќе го подготвиме тоа и додека го подготвуваме, добро е да знаеме и да кажеме колку всушност микробилки постојат, колку од тие имаш услови за одгледување во твојот простор и на кој начин се прави тоа во смисол на тоа колку време е потребно, подготовка, сето тоа кое што представува процес во самото одгледување. Па за микробилки има многу ствари врсти кои може да се произведуваат како микробилки. Јас имам некои десетина различни врсти, ама
сега има врсти кои не може да се конзумираат уствари во таа состојба, како домат, например, паприка, кромпир. Тие, значи, не смете затоа што содржат некои токсини, токсични материјали. Јас имам, например, две врсти ротквици, брокула, црвена зелка, зелена зелка, сончоглед, ченка, грашот. Значи имаме растенија кои што не може да се користат кога се во развојна фаза, да речеме, на почетоците во растенијата. Значи можеме да користиме, не смееме да користиме да конзумираме лист, стабло или корен, затоа што ту имају неке токсини кои нама штете. Док неке врсте, а има их, кажем, многу има и зачински ароматични билки кои могу ствари исто да се користе као да се произведуваат како микробилки. Така да имаме голем избор, да кажем, пошто е релативно ново овде и луѓето уште не се запознаени, не го шире многу асортиманот, додека не се запознаат со овие врсти, па понатака ќе бидат можда повеќе отворени да експериментират и со други врсти. Да, така е. Да не претераме. Така е, да. Прво треба да ги запознаеме, да го знаеме нивното значење, пошто бенефит по нашето здравје, а истовремено да знаеме како и на кој начин треба да ги употребуваме, па да се помине на следната фаза со нови микробилки, нешто што можеби не е толку познато. Ти си члени на Slow Food, на организацијата Slow Food, со која што ние меѓу другото во утринка на Телма соработуваме на начин на кој што ги реализираме ваквите гостувања. И тоа е добро заради тоа што преку Slow Food и поголем број на луѓе дознаваат за твојата работа, па и за микробилки. Slow Food уствари многу ми помогна кога се мислев дали да почнем со така нешто и се слушнав со Николче. И тој уствари беше, иако не ме познаваше, многу беше отворен да ми поможе и ти стварно му се заблагодарувам. Да, еве поздрав. И да сите кои што се дел од таа организација и екипа. Да. Така да, уствари од самиот старт јас сум член, мојот старт, сум член на Slow Food Охрид. Потоа Slow Food Македонија, па Slow Food Охрид конкретно. Колку имаш чувство дека луѓето имаат интерес што покажува твоето искуство во однос на да речеме па и љубопитни прашања, да речеме, љубопитноста кон однос на микробилките и барање да си набават микробилки за себе, па да ги вметнат во секојдневното мени или од време на време во исхраната? Можем да кажем дека се љубопитни, најчесто ги заинтересира како се конзумира, тоа е прво и основно. И доста често ми се јавуваат исто за како се произведуваат, сака да пробат сами, така да сум отворена за сите прашања, за совети. И ако сака некој да произведува, што е потребно да има? Па потребно е простор, не многу голем, кажем, ако професионално сакате да се занимавате, значи полица зависно од количина, нормално е и простор толку голем, да кажем. Светла треба, температура одреđена, влажност, да се води рачуна, значи, о свим тим условима кои су неопходни за раст и развој на микробилки. А ако сакате дома да ги одгледувате, е многу едноставно уствари. Значи потребен за своја душа, за своја душа, да, имам чак и тај кит за ако сакате сами да одгледувате, каде што имате све што ви е потребно буквално и упатство за употреба, таму е све буквално чекор по чекор објаснато. Исто луѓе стално ми праќаат фотографии, дали е добро, дали не е добро, што се треба да радим и така натака, така да слободно пишете Инстаграм, Фејсбук, како god да можете да на Сања Бачевски на твоите профили Микрогринс. Сања с Микрогринс. Сања с Микрогринс е насловот на профилот, односно името на профилот на Инстаграм и на Фејсбук. Имаме и нешто што можеме да го најавиме за тоа што е, да речеме, наскоро, што е во пресрет и што може исто да биде поттик за оние кои што не следат, па ако сакаат да бидат дел. Да, секако. Тоа кое што го организираш во Охрид? Да. Па додека е уствари убаво време, во својот двор во Охрид, пошто живеам во стариот дел на Охрид, организирам бранч со значи во мени уствари имплементирам микробилки, пробуваат микробилки, самим тим и ги едуцирам за микробилки, што се микробилки, како се огледуваат, ако ги интересира. Да, таа цела едукација која што е исто. Да. Или нормално за некои здравствени бенефити. Ако некој се интересира, можем исто
на кратко да им објаснам, пошто јас не сум нутриционист, тоа го препуштам на нутриционистите. Да. Ти се повеќе во делот на производство, односно во делот на производство, иако кога човек се занимава со таква работа, нормално ги знае сите оние придобивки, да речеме, кои што ги имаат микробилките. Значи микробилки генерално имаат повеќе нутриенти од 4 до 40 пати повеќе него истите тие билки кога се во зрела фаза, кога ние ги конзумираме. Например, ова паковка отприлike 50 грама. 50 грама микроброкула е како да поедете кило брокула. Тоа е неки, да кажем, однос. Да. А во однос на количината, нели си има за сите зеленчуци препарачена количина, да речеме, во еден оброк. И сега ако ова содржи толку повеќе нутриенти за разлика од оние како што видиме кога се во својата развиена фаза или кога се веќе во плод, тогаш во однос на количината дали има некои ограничување за употреба? Требаше може да пробате пред него да ставим, да видите колку е интензивен уствари вкус, така да некако ни сами не можеме да поедеме количина повеќе. Да, кило или нешто да би добили некој хипервитаминоза. Значи нема још увек случај за тако нешто нити ограничување. Значи секако еден микс од 100 грама една неделја таман толку могу и да трају во фрижидерија сасвим во ред да се конзумира. Одлично, може да го изблендираме и уште едно, две, три прашања ги ти поставам до крајот. Океј. Ова не доаѓа од после? Да. Требаше можда во некој блендер, ама мислам дека и овака ќе се снајдеме. Да, ние имаме така исто предизвик со нашиот блендер, кога имаме малку повеќе состојки, особено кога треба и подолго време да се изблендира, па да се добие таа хомогена смеса. Но во случајот ни е важно да ни биде добро за презентација, а уште поважно за сите овие информации кои што ги добиваме за микробилките. А и бојата е доста интензивна, како што може да видиме. Вкусот и бојата доволно кажуваат за веројатно сите оние ефект кој што ќе има врз нашето здравје. Микробилки има различни и бои, например, има. Да, сакам да побарам нешто потранспарентно, но како и да ќе го мачкаме на лепче, така што ќе го видиме сите. Да. Имам, например, санго ротквица, таа е црвена, баш интензивно црвена боја. Имам доста зелена, има пченка, например, лимун жута, баш јако жута боја, буквално оваква. Да. Може доволно. Да, доволно е. Да, и јас ќе помогнам тука. Да го намачкаме за сето тоа да има еден. Ама јас имам план како да го направам. Добро, не се мешам во планот, говорете. Јас сум навикната обично да им помагам на. Некако сакам да пробам нешто и сама. Одлично што ми имаш план, јас сакам и во очекување сум да го видам и уште подобро заради тоа што ете уште нешто што ме интересираше ќе можам да го поставам како прашање во однос на микробилките и верувам дека тоа ќе ги интересира нашите гледачи. Споменавме за добро здравје, споменавме можеби и за одредени здравствени состојби нарушени, кои што каде што микробилките може да помогнат, па каде се наоѓа најчесто нивната примена, односно за кои можеби одредени дијагнози или состојби кои може да бидат во Па микробилки усвари најдобро е како превентивата се користат. Значи тоа не е лек, него е усвари во однос да се разбере како се останато. Например, брокула има антиоксидант сулфорофан, 6 пати повеќе него зрела брокула, а сулфорофан е антиоксидант кој е добар у борби против канцер, например. Ротквици исто тако имају антиоксиданси една и друга, богати су влакнима, пошто за луѓе со дијабет се добри. Грашок, например, сончоглед има многу протеини, например, за луѓе кои не конзумираат, например, месо. Е добро како нека замена, да кажем, за те животинско порекла. Да, велиме храната е лек и лекот е храна и токму затоа се практикуваат ваквиот начин на исхрана во однос на превенција за добро здравје.
Уште еднаш подсетување за оние кои што не следат и за оние кои што можеби ќе сакаат да стапат во контакт, а ги интересираат микробилките, Сањас Microgreens, така? Да, така. На Facebook и на Instagram каде што ќе може да те добијат. И сега еве сме веќе во крајната фаза, го финишираме ова кое што треба да го видиме или да го прикажеме како последно, поточно сервирањето на намазот кој што го направивме денеска со микробилка. И понатаму ќе продолжиме да едноставно можеби да речем на начин да следиме Сања твојата работа со тоа што во следна прилика со нова микробилка и со нов рецепт ќе може да го прикажеме за нашите гледачи, а истовремено ете уште еднаш за сите кои што ќе сакаат да се едуцираат на тој бранч кој што Сања го најави, ќе може да се информираат со повеќе детали токму на социјалните мрежи кај незе. Порака до оние кои сакаат да одледуваат исто за совети, повторно ке Сања на тоа место и на крај еве ова го споменавме дека ни треба лажичка. Да, ако може една мала. Мала не можам да најдам. Најдеме некако со ова. Да. Ете, така. Ова е некој, например, кавиер лажни, да кажем. Може да се прави од било која течност, уствари. Често правиме од за бранч, например, од вина. Користам охридски локални вина. И ги комбинирам нормално, зависно од менито. Одлично. Очигледно е добро да се биде охридска сна со потекло од Србија, но и веројатно доста добро за сите охриѓани кои што најблиску им е таму, најблиску си им таму, а се разбира благодарам што денеска токму од Охрид пристигна за да може да го прикажеме и онако што го работиш, да дознаеме малку повеќе за микробилките и се разбира да го пробаме овој намаз кој што не се сумнавам дека е апсолутно вкусен и здрав. Ви благодарувам што ме поканевте да бидам ваш гост. Се гледаме во следна прилика, Сања, многу успех посакувам и продолжување на оваа работа, која што веројатно е и ваша мисија. А ние тука продолжуваме со уште едно ново петочно издание на ние, колешката Сузана Мицева од Струмица, со репортажа за апел и порака во однос на загодувањето, кој што го има и во Струмица.